Членовите на Синдикатот на УПОС и на Сдруженијето на судска администрација на Македонија повторно излегоа на штрајк како продолжение на протестите од пред 2 месеци. Синдикалните представници велат дека биле трпеливи во очекување да се реализираат ветувањата од страна на Министерството за правда по заедничката средба на која било договорено работна група да изготви предлог текст на Законот за судска служба. Со оглед што договорениот рок за постапката одамна поминал, а вработените не добиле никаков одговор ниту од Министерството за финансии, штрајкот им останал како единствена опција за да побараат исполнување на нивните барања. Барањата на вработените во судската служба преку представниците Синдикатот на УПОС и Сдруженијето на судската администрација се добивање на и исплата на додатоци за плата, за посебни услови за работа, доверливост и постојање на висок ризик во висина од 35%, како што сме информирани, како што добија и јавнообвинителската служба, јавните обвинители и судиите. Штрајкот ќе трае се до исполнување на барањата од страна на Министерството за финансии. Владата на Република Македонија донесе заклучок на седница на 27.4. Донесе заклучок со кој што даде препорака на Министерството за финансии и на Судскиот буџетски совет да се исполнат овие барања. Судскиот буџетски совет има доставено допис до Министерството за финансии за да се обезбедат средства за исплата на овие надоместоци на плата, меѓутоа од Министерството за финансии се уште немаме одговор. Кон штрајкот на Синдикатот на УПОС се придружија и членовите на Сдруженијето на судска администрација. Сите други институции, владини и управни органи кои се сите ги имат покачено личните доходи и условите за работа, додека по судовите се фрлат дрва и камења, а никој пат не е ништо покачено. Секој пат сме оставени настрана и поради тоа даваме целосна поддршка на Синдикатот на УПОС како Сдружение на судска администрација на РМ. Освен мирниот протест пред зградата на Основниот суд, вработените во судската администрација го продолжија штрајкот и на своите работни места до крајот на работното време. При тоа сите судења се одлагаат, односно се работат само итните и притворските предмети.